Единицата за корупција во секторот за криминалистички истраги при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против 4 затворски полицајци, командир и надзорници, вработени во КП Идризово, и тоа СД 50 години, ТА 34 години, ИА 49 години и ТП 47 години, за сторено кривично дело против законито ослободување на лице лишено од слобода по член 373 од Кривичниот законник. Тие на 12 јануари, спротивно на законот, го ослободиле лицето БМ, осудено за кривично дело по член 123 убиство, кое им било доверено на чување и му помогнале да побегне. Имено на 12 јануари, околу 22:50 часот, осудениот БМ планирано и во договор со затворските полицајци и лице од надвор се повредил така што си нанел расекотина на левата дланка, пошто бил однесен во домската амбуланта, од каде било дадена препорака БМ да се пренесе во клинички центар Мајка Тереза, ургентен центар, со цел санирање на повредата. За настанот бил запознат дежурниот командир на смена, прво пријавениот СД, кој наредил да се изготви наредба за спровод од КПУ Идризово до клинички центар Мајка Тереза за осуденото лице од страна на затворските полицајци ТА, ИА, ТП и ИХ. Кривичното дело е извршено на начин што осомничените свесно и со намера да му овозможат бегство на осуденото лице, кое го спроведувале, го седнале во средниот дел на службеното возило, а не според стандардните оперативни процедури за спровод на осудени лица во посебниот дел од возилото наменет за тоа. Потоа, еден од затворските полицајци воопшто не носил службено оружје, иако морал да носи. А иако на осуденикот му било ограничено движењето на рацете со средства за врзување, сепак му било овозможено да пристапи до службениот пиштол на еден од затворските полицајци со кој испукал еден куршум. Иако намерата за пукањето со пиштолот во кровот на возилото била да го оправда овозможувањето на бегството од страна на затворските полицајци, зрното од куршумот се одбило од кровот и случајно го погодило затворскиот полицаец ИХ во долниот дел од стомакот. Наведените противзаконски дејства се извршени откако службеното затворско возило било пресретнато и му било попречен патот од страна на друго возило марка Ауди. И при тоа овластените службени лица за спровод, затворски полицајци, не преземале никакви дејствија во однос на присилното нивно запирање, а осуденото лице по настанот влегло во возилото Ауди и заминало од лице место. Од страна на затворските полицајци, иако дел од нив биле вооружени, не се преземени никакви дејствија за спречување на бегството. Повредениот затворски полицаец ИХ е пренесен во болница за укажување на лекарска помош.